Парно ќе има, не е битно како. Власта бара граѓаните да и веруваат дека ќе се обезбеди топлинска енергија на време, иако не се знае како ќе завршат преговорите помеѓу СМ и Адора Инжиниринг, а во меѓувреме и БЕК се огради од законската обврска да испорачува топлинска енергија, зашто и повеќе немаат лиценца. Што ќе се случува доколку СМ не го преземе управувањето со топланите, а БЕК не биде во можност да испорача? Надлежните не открија, ама бараат верба. БЕК немат право за да не вршат таа услуга, ако во случај нема друга лиценцирана компанија. И претходната година имаше такви мислења, спротивни, од страна на различни институции на владата и од БЕК и од други компании, се најде решение. Во случај, ако се запира вршењето на услугата за граѓаните, тогаш има други закони, други механизми. Граѓаните да бидат спокојни, вели вице-премиерот Битик, имало обезбедено газ. И министерот за економија Бектеши исто така тврди дека газ ќе има, ама ни двајцата не кажаа од каде и по која цена ќе се набави. Проблем се цените на природен газ кои се нудат во нашиот пазар. Значи, денешните цени во берзите се неколкукратни помали од тоа што наш трговец нуди како природен газ. Понудената цена е $2500 по 1000 нормални метри кубни. Да не се користат моментот, пошто имаме само 20 трговци. БЕК наспроти тврдењата од влада и РКЕ, посочија дека ниту имаат законска обврска, ниту можност да продолжат со испорака на топлинска енергија. Од Регулаторната комисија за енергетика, повторно повикувајќи се на Законот за енергетика, остануваат на ставот дека до избор на нов снабдувач, на актуелниот, во случајов БЕК, не му престанува обврската за обезбедување на јавната дејност. И додека се прифрла топката, ситно се брои до почетокот на грејната сезона, а како ќе се затоплат радиаторите, се уште не се знае.